Модниот викенд по 32 пат ги отвори вратите за љубителите на модната естетика. Модната сцена во Скопје, како една значајна платформа, повторно ги собра на едно место дизајнерите, модните критичари, љубителите на модата, но и бројни јавни личности. Овој настан низ годините покажа и докажа дека е одличен простор каде се промовира домашната, но и интернационалната модна индустрија. Во текот на 3 дена бевме сведоци на една динамична и креативна атмосфера во која меѓу познатите етаблирани имиња на дизајнери имавме можност да видиме и одлични представувања на млади и перспективни имиња кои веќе со својот прв настап дадоа печат на оригиналност, печатливост и уникатност. Доказ дека модата во Македонија има глас кој се слуша и надвор од границите беше и самото отварање на овој моден викенд. Честа оваа година да го означат стартот на модното уживање им припадна на тројца кинески дизајнери за облека и накид. Првата вечер модната писта се претвори во културен мост од Пекинг до Скопје со цел да ни прикаже еден културен спој на традиционалното и современото, на древното и модерното. Низ едно врвно естетско и визуелно доживување имавме можност да воочиме како кинеската модна сцена безпрекорно ја држи својата форма и дисциплина во кројот и елеганцијата. А сепак, низ секое модно парче надзираше нешто свежо, ново и модерно. Држејќи се цврсто за нишките на традицијата, со примеси на современото, кинеските модни дизајнери ја изложија целата префинетост. Еден убав микс од бои и дезени, насликани на неизоставната свила, овозможија свеж пролетен изглед за сечиј вкус. Имавме убава можност да поразговараме со амбасадорката на Народна република Кина, Џијан Сјаојен, која ги истакна впечатоците како од оваа можност за убавиот спој на естетиката и традицијата, така и воопшто за нашата земја. Најпрво честитки за убавата организација и за преубавото представување на модниот викенд и убавото отварање. Честно ми беше што успевме да организираме ваква шоу. Тоа е средбата меѓу исток и запад. Во последните 5 месеци успев да посети над 30 општини, сред кои Охрид, Крушево, Куманово и доста кои што ми остави многу силен впечаток, импресивна, особено од Охрид и Крушево. Доста сличности меѓу нас имаме. Примерно, ние луѓето и во Македонија и во Кина, тие се отворени, доброволни, секогаш се спремни да помогнат на другите и многу вредат за семејството и така нататък. Така што навистина меѓу нас има многу нешта кои што се слични. Од каде црпат инспирација? Дали и колку е тешко да се остане доследен на еден вековен традицијски склоп на префинетост, софистицираност и елеганција, ќе ни откријат во ексклузивно интервју кинеските дизајнери. The first time I visited here as a tourist, and second time I was invited for this event. Your traditional technique of making filigree, and think it's really special. And it recalled me some Chinese traditional gold filigree, but it's not filigree as well. So I feel that in spiritual, in our spirit, maybe we have something in common. And I feel when I visit the city that people love animals, you have good vegetables. So I feel that for the relationship with nature, we have something in common. For philosophy, it's really something Chinese traditional. But when it comes to the design, I actually was always looking for something in common in between Eastern and Western world. So I try to find the beauty in both. Sometimes it's kind of modern, but sometimes it could be some more traditional. So I don't quite have a strong limit in, or rather it's gonna be traditional or it's gonna be modern.
more important is I try to find a balance and communication in between modern and old, in between Western and Chinese. I usually use lost wax technique. So it's a really old and traditional technique that we use for jewelries. And the materials, I use recycled gold and recycled silver, recycled precious metals, and also some recyclable materials, like as you can see in some of my pieces, they are from recycled or recyclable glasses, and also some natural stones that it's natural or something that stock. My most proud piece is a brooch, and it took me about, I have to say, 40 to 50 hours for this piece, because you have to start with all the shape and polishing for the piece. It's very, very difficult and long, and also I have to make the piece of the glass as well, so that in total it takes around 50 hours. I'm really willing to come to Macedonia next time with more of my jewelries. 然后我觉得很有意思，就是说видов дека во Македонија има многу интересни везови на цветови. Всушност тоа е карактеристично и за нашата модна култура. Имаме карактеристични везови на хризантема, кои што има длабоко значење во нашата историја. И се надевам дека ова ќе ги поврзе нашите две култури, за да можеме да изградиме мост на пријателство. Македонските везови, македонската облека има исто карактеристики со црна, бела и црвена боја. Тоа е и карактеристично за облеката која што јас ја дизајнирам. Мојата мода всушност вклучува два аспекти. Едниот аспект е кроењето и физичкиот дел, а другиот е значењето и инспирацијата. Јас користам традиционални техники на везење, меѓутоа сепак треба да се преземе интернационалната форма на кројот. Исто така има два аспекти во тоа што ја даваме формата на облеката, но треба да ја дадеме и поинаква енергија. Например, да се докаже слободата на жената, незината елеганција и незината внатрешна енергија. Во Кина сум наречена како првата дама на модерниот ципао, а ципао е традиционалната облека. Јас уште пред да дојдам во Македонија се здобив со познавање за македонската култура. Имавме неколку културни размени со другите земји на Балканскиот полуостров. Јас како прво сум колекционер на традиционална облека. Имам колекционирано повеќе од 400 традиционални фустани и од таму ја црпам мојата инспирација. Секако дека ќе ја вклучам и македонската традиција во моите дела, затоа што премногу ми се допаѓа традицијата и културата тука. Савајлево имав малку време и погледнав некои историски места. Исто така бев и во црква и ми се допаѓа дизајн, архитектура. Исто така погледнав некои традиционални облеки и ми се допаѓа тој традиционален вест на македонската носија и планирам да го искористам во моите дела. Исто така ми се допаѓа рачната изработка на накитот и планирам да направам такви дела и наредниот пат кога ќе се вратам ќе донесам нови дела со македонска традиција. Модниот викенд Скопје оваа година даде исклучително силен акцент и на одржливата мода и еколошката свест преку креативниот спој на македонски и скандинавски дизајнери во проектот Зелена и одржлива мода – нордиско-балтичка приказна. Зад организацијата на овој проект стои амбасадата на Шведска во Македонија, во партнерство со амбасадата на Литванија, амбасадите на Данска, Финска и Норвешка во Србија, како и Македонското модно здружение со поддршка од нордискиот свет на министри. Дека одржливоста во модата не е тренд, туку долгорочна индустријска стратегија, ќе ја истакне и нашата модна дизајнерка Ирина Тошева
која веќе години наназад е гласноговорник на оваа тема. Не само во своите гостувања, туку и во самите проекти кои таа ги работи. Nordic Baltic проектот е всушност резиденција која се одвива во Македонија за прв пат и се надевам искрено дека ќе прерасне во една традиција, а каде што конзорциум на министерства од нордиските и балтичките земји сака да ја покажат Македонија на 5 млади дизајнери, но исто и на 5 локални дизајнери. Идејата беше да ги поврземе, да покажеме дека Македонија има и многу да понуди, независно дали е од аспект на производството, зашто посетувавме фабрики, дали е од аспект на занечиите и сите оние работи кои ги имаме тука, кои се инспирирани од нашата навистина богата култура. И можеби, искрено многу се надевам, а и знам дека ќе биде, дека дел од нив, можеби нивните колекции ќе почнат да ги произведуваат тука или да се работуваат со некои од нашите локални занечи. Ме радува што еве и денеска во разговорите ми кажаа дека планираат повторно да се вратат, значи овие 5 дизајнери, па дури уште и летово да бидат тука, а некои веќе размислуваат и за пракса, така и некои од нашите занечи. Нашата економска моќ е таква како што е и јас не можам лично да кажам да не се поддржува брзата мода. Само секогаш во сите мои разговори, независно дали се јавни или приватни, секогаш кажувам дека многу е важно да ја гледаме составната етикета, да ја следиме работата на брендовите. Некогаш да размислиме дали навистина ни треба тоа парче, да не води само цената, поважен е многу составот, како се чувствуваме во тоа парче што го носиме, да ни биде пријатно, да ни биде удобно и секако барем кога ќе можеме да поддржуваме локални бизниси, македонски дизајнери. И не значи тоа само за големите настани во нашиот живот, како матура, свадба, туку и ние дизајнерите од локалната сцена изработуваме фантастични парчиња, соработуваме со локални занечи и сите овие работи прават тие финансии да останат во нашата земја. Социјалните медиуми, сето она што го гледаме, нели колку што е лошо, толку има и добра страна, ги охрабрува младите па повеќе да се свртат и кон секонд хенд гардеробата, да сакаат да бидат поуникатни, да научат некои техники како сами да доразубават облеката, да станат поуникатни. И се надевам дека се повеќе ќе излегуваме од таа униформираност, која, например, лично имам забележано многу во средното школо, кај средношколките конкретно, дека сите се како калапчиња и дека овие проекти, овие модни настани ќе ги охрабрат и секако нели она што го гледат на социјалните мрежи, да вметнат нешто свое лично во тоа парче или да дзирнат во блакарите на својата мајка, баба, да извадат некое парче, да го однесат кај локалната шнајдерка, да си го направат нели соодветно за своето тело и да бидат нели уникатни. Професионалните соработки помеѓу дизајнерите веќе се долгогодишна пракса која дава нови видици и креации, интереси за модната публика. Еден таков убав креативен тим на овогодишниот моден викенд беше нордиско-балтичката приказна. Со каков печаток излегува тие од таа соработка, ќе проговорат секој од свој агол пред камерата на Телма. Многу е битно што сите некако се најдовме заедно на овој проект. Беше многу интересно да верувам и за странските дизајнери од нордиско-балтичките земји, како и за локалците, затоа што откривме многу работи што не сме ги знаеле дека Македонија ги нуди, колку можности имаме и дека има иднина за модна индустрија, за одржливост. Сите се стремиме да почнеме да правиме спора мода, затоа што тоа е еднината. Многу брзата мода ни го уништува светот секој ден, не го гледаме ние тоа, но ако продолжиме да мали чекори, ни требаат само мали чекори кон одржлива иднина, како на пример купување квалитет, не квантитет, многу поретко да се оди на шопинг, да купуваме втора рака, кој може, како може, да пробаме да се рециклираме своја облека, да реупотребуваме своја облека. И јас, на пример, лично искуство, многу сакам кога ги гледам старите облеки на баба ми и дедо ми и буквално како да одам на шопинг, како на нов шопинг е и така. Јас лично исто имам искуство овие 2 години со биоматеријали на природна база, биоразградливи материјали, како биопластика. И тоа е исто
ново подрачје што треба да се истражи, затоа што можеме ние самите да направиме нови материјали од тоа што го имаме околу нас. Колку можете да направите споредба со македонската мода и модата во Скандинавија? Колку сме слични, а колку различни? We had to collaborate. Ние тука бевме како на видна соработка. Ние скандинавските дизајнери требаше да соработуваме со македонски дизајнери и она што можеме да го забележиме постои една разлика. Ние сме поминималистички. Додека овдека можеме да видиме и гламур и блискавост во модата. Па не е лесно да се одолее на гламурот. Тоа го сватив преку ова резиденцијална програма сега. И мислам дека она што е правилно е да се спојат тие два света, да се најде некоја нитка што ги спојува. И мислам дека и со овој цвет што го носам ќе додавам и повеќе гламури на моето. Да, јас користам само природни материјали и точно ова е волна. Употребив нордиска волна, норвешка волна, во видна како сировина. Значи, од неа директно од волната, без никаква преработка, влечев конци, направив самата своја нитка и ја плетев. И токму тоа ми се допаѓа што е чисто природно. И кога ќе завршам со носење, кога веќе нема да можам да го носам и да го ставам во градината, тоа едноставно ќе се интегрира природно без да ја наштетува. Ќе ги заштити моите цвеќиња, например, од зимата, од снегот, како што и додека ја носам ме штити мене. Избалансирана презентација на етаблираните модни дизајнерски имиња и новата генерација дизајнери ќе создаде една кохезија од модна сигурност и препознатливост, но и смелост за нови видици и трендови. Преплетени во убава, синхронизирана и несекојдневна спојка, уживавме во смелоста и изразот на новите имиња кои допрва во иднина ќе се докажуваат на модната сцена. Женственоста пак и елеганцијата, инспирирани од 50-тите години на минатиот век, како инспирација во креациите на Ѓорѓија, кој ќе ни даде и краток осврт за неговата овогодишна инспирација. Оваа сезона е моја четврта сезона колекцијски и ќе представиме форми кои што се инспирирани од 1950-тите и самата елеганција од овој период, додека боите се инспирирани од самата пролет, од расцветувањето, од боите на пољанка буквално, така да се надам дека ќе уживате во нашето шоу вечер. Дали и во оваа колекција како изминатите ќе видиме женственоста и гламурот на женската убавина? Па да, дефинитивно тоа е еден од постулатите на мојот бренд и најважно ми е тоа да ја представам женската убавина преку грациозни елегантни креации. Кои се моделите, материјалите со кои што најчесто имавте можност во оваа колекција да ни се представите? Па дефинитивно сатен, исто така многу чипка, лелејави материјали како жоржети, едноставно пролетни и полесни материјали, дефинитивно. На ревијалниот дел имавме можност по неколку годишна пауза да уживаме во една моќна и суптилна драма помеѓу минатото и сегашноста на Роберт Ивановски. Ткаена темнина како простор за контраст и трансформација преку црната боја во неговите модели. Во модниот вртлок пак на Наташа Терезија бестрашно ќе се препуштиме на спиралното скалило на неизвестноста, изразено во најголем процент во белата боја. А Марија Станојовска со својата дисонанца ќе ни го покаже отпорот, кој никако не сме да замолчи пред неправдата. Честа да ја заокружи оваа модна недела и оваа година и припадна и беше доверена на Олгица Ѓорѓиева, која ни своите метаморфози го докажа својот стил на еден непрекинат развој. 32 сезони подоцна, модниот викенд покажува дека модата не е само место и писта каде се движат фигури, тела и модели. Модата е еден склоп на култура, технологија, дипломатија и економија. Модата е уметност која се живее.